Над 60 јавни предпријатија од државата поднале барање за зголемување на цената на водата. Откри денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, напоменувајќи дека по покачување ќе има доколку потребата биде економски аргументирана. Кога ги носиме ние трошоците кај овие комунални предпријатија, не признаваме неоправдани трошоци, признаваме исклучиво економски оправдани трошоци со цел граѓаните да плаќаат за трошоци кои што се мора да ги има секое предпријатие. Според Бислимовски, јавните предпријатија се премногу комотни и се превработени, при тоа правејќи паралела со компанијата Евана Хоум. Сите овие јавни комунални предпријатија во државата се превработени. Јас само би сакал да ви дадам еден пример. Во електродистрибуција, компанија која што прави дистрибуција на електрична енергија во целата држава, работат околу 1750 вработени. Јас ви гарантирам, ако ги земеме 5 најголеми града во државата, во овие водоводни предпријатија работат околу 3.500-4.000 луѓе. Покачувањето на цената на водата, смета Бислимовски, досега било политизирано на штета на граѓаните, што нема да се дозволи и со цената на отпадот, бидејќи од сега регулаторна според актуелната методологија ќе одлучува и за цената на отпадот. Губитоците на вода на државно ниво и понатаму остануваат огромни, 64%, и тоа е проблем за сите јавни предпријатија. Третиот проблем, скапата струја, треба да се решава со инвестиции во фотоволтаици, препорачувам Бислимовски, за излез од тешката состојба на предпријатијата.